Фабриката за емалирани садови Борис Кидрич од Струга со 520 вработени и бруто продукт од околу 7 милиарди стари динари е втора по големина организација на здружен труд во градот и една од 4 фабрики од ваков вид во нашава земја. Формирана 1962 година, а пуштена во производство 1965 година. Во својата 10-годишна историја, само првата 1966 година покажала позитивен резултат во работењето, додека останатите години загубата изнесува повеќе стотини милиони стари динари. Кои се корените на ваквото работење секако не е лесно да се најдат, сепак да ги чуеме некои од вработените во овај колектив. Не молам, само малку ако сакате. Како се викате вие? Се викам Марковски Лјупчо. Работам на оваа машина веќе 4 години. Лјупчо, те молам, каква е оваа машина? Оваа машина е една од најстарите машини. Јас мислам да ваква машина не би дали постои во светот ваква машина иста. Овие машини се стари, а таа е причината што и ние работниците на нив имаме многу незгоди со тие машини. Доаѓа често до повреди, до кршење на некои делови на нив. Јас мислам да би требало овие машини се заменат со други, нови машини, така да би се подобрил и квалитетот на работа на артиклите што се произведуваат, а и да биде повеќе заштитен работникот во однос на тие машини. Колкава ви е нормата со... Нормата на овој артикал капак е 3800 парчиња за 8 сати. Дали ги устварувате вие? Со овие машини тешко се остваруваат овие норми, пошто овие норми се стварно снимани на овие машини. Меѓутоа пред 10 години, кога веќе машините биле добри за работа, а сега со овие исти машини, овие норми не може ни да се направат со овие машини. Се зборува да за ова фабрика долго време работи со загуби. Кои загуби се донекаде и оправдани и неоправдани. Еден од главните причини за нерентабилно постоење на ова фабрика е што имаме една застарела технологија до која се обработуваат, значи се обработуваат производите и машините кои што се во самиот погон се од пред 10-12 години донесени во ова фабрика, а не се ни воопшто изменети. Ова технологија со која денес што се произведуваат производите во ова фабрика, во Западот може да се рече дека може да е изфрлена пред 10, може и повеќе години. Покрај тоа се тешкоти представуваат, значи и при самите ремонти кои што се вршат. Тешко доаѓаме до делови кои што се оштетени или кои што требаат неопходно да се заменат секоја година. Имавме случај, пример, со машинава која што ја гледаме овде вака 80 тонскава, истава машина пред 2 месеци кога најповеќе ми беше потребна, дојде до квар, за еден обичен запчаник чекаме 10 дена, тој запчаник се работеше во фабрикава Тоза Драгоевич во Охрид. Истовремено и друга преса кој што е од исти тип беше во квар, а тоја преса самите наши мајстори ја поправуваат цела година, бидејќи потполна реконструкција на делови извршија. Се наоѓаме во вториот погон при фабриката Борис Кидрич, каде што се врши емалирање на производите. Во овој погон се запослени отприлике околу 200 работници, каде што 70% се женска работна рака. Од тие 200 души квалификовани има многу малце, така да од тие 200 има само околу 10 души. Условите за работа во
овој погон се доста тешки, така што начинот на работа изискува исклучиво од работниците. Построенијата кои што моментално ги имаме се многу застарени и така да многу влијаат на квалитетот при емалирањето. Јас се викам Григоровски Крсте, работник сум при оваа организација од 1966 година. Од тогаш па све до денес ова фабрика оди во загуба. Јас мислам дека загубата при оваа фабрика е тоа што технолошкиот процес е доста застарен. Излаз при ова да би дошле до добри резултати може да биде нови машини. Исто и тоа е што алатите се откупени на кило. Можам да ви кажам точно, не знам, али мислам дека од Ѓорѓи Наумов се откупени на кило. Стари машини. Стари машини, застарена технологија. А какви се нормите? Нормите па прилично се големи на основа овие машини, затоа што стално сме во дефект. Машиниве ретко да не сме во дефект, или електричен квар, или механички квар. Важно, нема ден без застој да видиме. Покрај техничко-технолошката недоизграденост, во изминативе години фабриката служеше повеќе како обучен центар не само за работниците, туку и за раководниот кадар. До денес во овој колектив се сменети 6 гарнитури раководен кадар. Покрај техничко-технолошките проблеми, што се наведеа досега другарите кои ги наведоа, голем проблем во нашава работна организација представува и кадровската структура, од причини да уште од самиот почеток не е баш на завидно ниво, кое може да го прати ова наше производство. Доскоро, практички, тоа наше производство со пратечите служби се ослонуваше на еден или ниеден инженер, било да е то машински или технолог. Ако се земе податокот дека за последните 10 години ништо не е инвестирано, тогаш може да се наследат основните претпоставки за негативните финансиски резултати. Неинвестирањето во основни средства за производство уште со време доведе да овој колектив заостане за своите конкуренти во групацијата. Така што со овој асортиман што се произведува денес, тешко може да се носи на пазарот со силната конкуренција од останатите колективи во земјава. Според последните податоци од билтенот на групацијата за производство на емалирани садови, фабриката Борис Кидрич многу заостанува во сите домени за своите конкуренти. Да спомнеме само два податоци. Во Емоцелје основни средства по вработен се вложени 63.135 нови динари, во Горица Загреб 95.734 динари, а во Борис Кидрич Струга само 35.000 динари. Или остварен доход по вработен во 1973 година, Емоцелје имаше 41.835 динари, Горица Загреб 38.723 динари, а Борис Кидрич само 14.000 динари. Сега овој колектив се наоѓа под присилна управа. Во ваква состојба вработените од колективот се трудат колку што можат повеќе да придонесат по производството со она што го имаат на располагање. Желбата е да се прикаже што поповолен резултат во работењето, односно што помали загуби. Во вредност од над 10 милиони се планирани да се извезат производи за Италија и Грција. Меѓутоа останува фактот дека било и што да прават во вакви едни услови, со ваква производна структура, овој колектив ќе покажува и понатаму одредени загуби. Каде го гледате вие работниците излезот од една ваква ситуација? Изгледот од една таква ситуација, по моје мислење, би бил само реновирање на машините, мислам, донесување на нови машини и реконструкција на фабриката. Тоа би бил само единствен излаз на нашата фабрика и да не биде во загуба. Може ова оделение